Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Дали жолтите заби секога значат дека се нездрави? Дали избелувањето на забите е безбедно и колку е ефикасно? Естетиката е важна речиси колку и здравието на забите, па како да постигнеме природно бела насмевка без да му наштетиме на оралното здравје. Разговараме со доктор Лила Тодорова Андонова, стоматолог во клиничката болница Жан Митрев. Воедно, ова е уште едно издание кој што го реализираме во соработка со оваа приватна болница. Останете на Телма. Во петочното издание на Телма амбуланта, реализирано во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев, зборуваме за бојата на забите и нивното избелување. Гостинка во студиото ни е доктор Лила Тодорова Андонова, стоматолог во оваа болница. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Дали жолтата боја на забите секогаш значи нездрави заби? И како да знаеме дали нивната боја е нормална, природна или пак во позадина стои некаков проблем? Насмевката е еден најрепрезентативен облик на интерактивна комуникација помеѓу луѓето и убавата насмевка ни дава чувство на отвореност, на самодоверба, на комуникативност. Символ на таа насмевка се секако забите и доколку се тие санирани, здрави, убаво подредени, секако целта е постигната. Сакам да кажам дека убавината на забите, односно здравоста на забите, не е секогаш право пропорционално поврзана со бојата на забите. Жолтите заби ќе бидат нездрави заби доколку се расипани, доколку се кариогени, доколку се подкрепени со воспалено иритативно непце. Тогаш секако, иако се жолти, ќе бидат нездрави. Но ако се санирани, ако се здрави, убаво подредени, секако може да допринесат за една убава насмевка. А дали бојата на забите е генетски предодредена? Има ли вистина дека на овие простори забите се потемни во споредба со останатите популации? Така, вистина е и факт дека бојата на забите е генетски предодредена. Бојата ја одредува првенствено бојата на дентинот. Тоа е најволуминозната, најмасивната структура на забот, која што е градбена единица, составена од минерални и неминерални продукти. Тоа е внатрешниот слој, така е, кој што е најдоминантен. Ние обично мислиме дека глеќто, она површинска обвивка на забот ја дава бојата. Така е. Од структурата, од дебелината на дентинот ќе зависи бојата на забот. Меѓутоа, од транспарентноста, од дебелината, степенот на минерализација на емајлот исто така ќе зависи колку ќе транспарира бојата на дентинот и површински визуелно ќе ја доживееме ние како бела или помалку бела. Што се однесува до што спомнавте за овие простори и просторите на Балканот, постои мислење и факт дека се благо, нежно жолтеникави нијансите на овие простори на забите. Тоа е природно и се должи на можеби потемниот тен, потемната боја на коса од една страна на луѓето кои што живеат на овие простори генерално, но исто така и поради навиките кои што ги практикуваат луѓето, односно конзумирањето доста на кафе, на темни чаеви, обоени пијалоци, никотинот, односно пушењето е многу битен фактор за пигментирањето на забите. И се разбира оралната хигиена или можеби некогаш руралната недостапна стоматолошка пристапност на одредени региони допринесуваат да има таков впечаток дека можеби бојата на забите во овие простори е пожолтеникава. Тоа не значи дека не е здрава. За разлика можеби од северноевропските или пак скандинавските земји, каде што поради можеби разлика во составот на дентинот или помала пигментираност, забите изгледаат побело, но не значи дека се и поздрави. Така да повеќе фактори влијаат на обелувањето, односно бојата на забите, но секако генетската е прва. Повозрастните луѓе понекогаш имаат пребоеност на забите поради користење на одреден антибиотик во детството. Така е. За кој антибиотик се работи? Дали е тој се уште во употреба?
Претпоставувам мислите на тетрациклинот. Така. Да, се користи се уште тетрациклинот, меѓутоа 70-тите, 80-тите па и 90-тите години беа години кога не се знаеше негативниот ефект од користењето на тетрациклинот во одредени развојни периоди на детето, како и бремените жени, односно можноста дека тетрациклинот се врзува со калциумот на коските и на забите и допринесува до едно трајно, перманентно деколорирање на забот, внатрешно деколорирање на забот, со создавање на едни од жолтеникави до темно кафеави, па дури и тешки сивкасти, пругасти пребојувања на забите, кои што трајно го деколорираат забот. Така да не треба да се користи, воопшто да не се користи кај деца до 8, односно 12 година, како и бремените жени, бидејќи ја поминува плацентната бариера, и кај жени кои што се во лактација. Така да се уште имаме активни генерации кои што со употребата на антибиотикот тетрациклин во тоа време се носители на таа колорација на своите заби. Доколку направите преглед кај пациент, можете ли веднаш да процените дали обојувањето се должи на тетрациклин, на антибиотик или пак на нешто друго? Да, специфични се тие пребојувања, дури се градуирани така по должина на забот како што ги гледате, фотосензитивни и варираат од жолтеникаво, темно кафеаво до сивкасто и се до умерени, лесни, умерени или пак потешки форми на обојување на забите, кои што се и најтешки за обелување, односно на враќање на првобитната боја или посветла нијанса, добивање на посветла нијанса. Значи тука тешко оди тој процес. Најтешко скоро. А дали повредата на забот, дури ако забот не биде скршен, може да доведе до промена на неговата боја? Да. Што се однесува до бојата на забите, многу фактори влијаат на понатака на формирањето на бојата, освен генетските, малце така поопширно ќе обработам оваа тема, освен генетските кои што првично детерминираат бојата на забот, бојата понатака може да биде предизвикана од некои локални промени, од системски промени, односно може да биде како резултат на прееруптивни случувања, односно инкорпорирање на одредени пигментации во забите кога тие се уште не се никнати, или пак постеруптивно кога забите ќе никнат. Една од тие можности што ја спомнавте на локално пребојување или дисколорирање на забот може да настане поради одредени механички, биолошки или хемиски иритации на забот или траума, кое што перманентно нечувствително ќе доведе до пребојување на забот. Значи, ако има еден подлабокариез кој што ќе доведе до афектирање на нервот, односно ќе треба забот да се лекува, или ако тој спонтанно одобрил и не е излекуван, ќе доведе до самото излегување на еритроцитите од хемоглобинот се врзува за метаболните продукти од бактеријскиот метаболизам, создава еден железен сулфид кој што ги пребојува потемно забите, дури сивкасто. Исто така и одредени материјали кои што се користат во ендодонската обработка може да доведат до пребојување на забите, или ако при екстирпирање на нервот останат дел од витална пулпа во дентинските тубулусни каналчиња, исто така може да го локално пребојат забот, значи само тој или повеќе заби кои што поминале низ таа фаза на деградација. Ресорбција на коренот исто така може да доведе до едни розеникави пигментирања во пределот на вратот на забот. Но, освен тие локални промени, односно фактори кои што локално го дисколорираат забот, може тие, како што кажав, да бидат резултат на метаболни некои системски нарушувања, како резултат на наследни заболувања, како што се амелогенезис и дентиногенезис имперфектата, тоа се заболувања кои што ги опфаќаат сите заби, како млечната, така и трајната дентиција.
и тие се однесуваат на аномалии и нарушувања во структурната градба на емајлот, односно на дентинот, и согласно тоа доведуваат до дисколорации кои што се првично може да бидат како белузлави дамки, кафејавкасти, па дури и дефекти во самиот емајл, односно дентин. Тие се попорозни, поподложни на трошење и така натаму. Тетрациклините ги спомнавме, флуорозата исто така поради преголемиот внес на флуор во периодот на растот и развојот на забите може да допринесе до појава на такви бели петна. Флуор или и она премачкување на забите со флуор може исто така да ги потемни забите? Ако забите? се предозира, да. Дури и како што рековте, интралалното внесување си има одредени норми, параметри колку флуор на одредена возраст треба да се користи. Така си градуирани самите пастички за заби. Така, а исхраната и хигиената, дали може да влие врз бојата на забите уште во детството? Например, ако децата не внесуваат доволно калциум и слично, имаат некакви промени? Тоа ќе повлие на степенот на минерализација на забите, а тоа значи дека ако е не доволно минерализиран емајлот и забот, може да предизвика една попорозна структура на емајлот, на градбата на емајлот, кој што пак ќе биде поподложен на наталожување на надворешни пигменти и подложен на колорирање. Но оралната хигиена пред се, со добра орална хигиена, здрав начин на исхрана и правилна орална хигиена, редовна, не би требало да има некои екстремни нарушувања во примарната боја. Би ја одржувале белината и природната боја на забот. А дали со текот на годините, со возраста, забите потемнуваат, односно ја губат основната белина? Например, ако премногу конзумираме обоена храна. Така. Кафење веќе споменавте, чаеви, тоа е дел од секојдневната рутина на овие простори. Така е. Дали е тоа причината или едноставно возраста доведува до некаква промена на бојата на забите? И двете заедно. Значи, секојдневниот начин на исхрана. Значи, бојата на забите зависи и од нашата нега, од начинот на исхрана и од природната структура на забот. Сега, начинот на исхрана, значи колку повеќе користиме абразивна храна, помалку пребоени пијалоци, течности, кафето го спомнавме, чајот, одредени сокови со поинтензивна боја, може да допринесат за колорирање на забите, но не сме да се иземе и природниот процес на старење, како што стареат сите органи и ткива, така и забите се подложни на едно старење, кое што прави промена и во нивната структура, се депонира повеќе секундарен дентин, се формираат калцификати, емајлот се троши повеќе, бидејќи забите се секојдневно во употреба, долги години, и тоа доведува до едно трошење и стенчување на емајлот, кој пак доведува до една поголема транспарентност на жолтеникавиот дентин и затоа забите изгледаат и по-жолтеникаво. Згора на тоа, со текот на возраста, повеќе од забите се повеќе кратно и пломбирани, реставрирани на овој или на оној начин, некои од нив што спомнавме девитализирани и така натаму, и сето тоа допринесува да со текот на времето се губи она примарна младешка боја што сме имале на своите 20 на години, кога ќе рече некој пациент, јас какви убави бели заби имав. А видете на сега. Така, нели? Така, ќе ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Споменавте дека хигиената е исклучително важна за здравјето на забите, но и нивната естетика, нивната боја. Има пасти за заби на кои што е наведено дека можат да ги избелат забите. Дали нивната секојдневна употреба на вистина може да направи длабинска промена во бојата на забот или пак ќе ги отстрани само површинските наслеги? На што може да се надеваме и да очекуваме? Така, за жал на второто. Значи, обелувањето како процес подразбира, односно, минувањето на бојата на забот значи отстранување на надворешните површински дамки на забот или пак внатрешно обелување, односно промена на основната боја на забот. Со тој тип на обелувачи, како што е пастата за обелување на заби, ние може да ги отстраниме само надворешните
надворешните дамки, односно пигментации кои што се или тие хромогени молекули кои што се инкорпорирани во денталниот плак на површината на емајлот. Сега, повеќето од тие пасти за белење содржат и некоја ниска концентрација на средство за белење, карбамиден пероксид, ензими и така натаму, кое што може да допринесе за едно чувство на еден потака свеж, освежен изглед и побел изглед на забите. Но битно е тие да бидат со пониска абразивност, бидејќи нивното долговремено користење може да доведе до оштетување, една порозност на емајлот, што пак понатака долгорочно ќе направи повеќе штета отколку добивка. Има и црни пасти за заби, кои што содржат јаглен. Така. Советувате да се употребуваат? Па вака, јагленот има предности со тоа што може да ги абсорбира токсините и пигментите и исто така да даде со употреба чувство на еден поубав изглед на забите. Меѓутоа, поради силната абразивност и абразивните честички кои што ги користи, не се препорачува на долг рок. Значи, умерено, повремено, понекогаш, но сепак, пак ќе кажам, ќе овозможи отстранување само на надворешните пигменти на забите. Внатрешно, како и пастите, така и активниот јаглен не може да ја променат основната боја на забот. А што е со природните начини на обелување на забите, како што е сода бикарбона, лимон и слично? Во домашни услови се употребуваат. Да, се користат. Кокосово масло. Кокосовото масло е добро и ако нема ефект на обелување, меѓутоа допринесува за хигиената на устата. Натриум бикарбонатот или сода бикарбоната исто така има силно абразивно дејство и допринесува за можеби едно освежување на забите, отстранување на надворешните дамки на забите, но сепак долгорочно треба да се избегнува, затоа што секојдневната употреба може да го оштети емајлот, може да предизвика дури и силното четкање, оштетување на непцата на забите, повлекување на истите. За разлика од незе, исто така и активниот јаглен што го спомнавме покрај некои позитивни, долгорочната употреба дава негативни ефекти, значи краткорочен ефект, видлив ефект, меѓутоа долгорочна штета. А што се однесува пак до лимонот и некои слични такви сокови препарати, тие се со исклучително кисела пеха, помала и од 3, и одговорот е дециден не, бидејќи предизвикуваат и може да предизвикат оштетување на емајлот на забот, негово декалцифицирање, порозност, микропукнатини дури кои што ќе ги направат забите многу почувствителни на ладно, на топло, понатака ќе создадат ерозивни површини кои што ќе бидат дури поподложни за појава на кариес понатаму. А кои се медицинските можности за обелување на забите? Медицинските во стоматолошка ординација. Стоматолошка, тоа е in office обелување или обелување кое што се прави во стоматолошка ординација под надзор на стоматолог и со сертифицирани производи за таа цел. Се користи повисока концентрација на водороден пероксид од 25 до 40% и се практикува обично во ординација едносеансно, односно во 2-3 поделено во 2-3 етапи во трајање од 15 до 40, односно 60 минути, зависно колку етапи се потребни на обелување. И тоа е најсигурниот метод кој што овозможува длабинско обелување, значи промена на основната боја на забот, е под контрола, под надзор на стоматологот и ефектите се веднаш видливи. За разлика од тоа може да биде домашно обелувањето на исто така под контрола на стоматолог, кое што подразбира употреба на препарати за обелување со пониска концентрација карбамиден пероксид од 5, 10, 16, 22%. И за таа цел се изработуваат индивидуални калапчиња, кои што ги изработува стоматологот со претходно земен скен или отпечаток, така е. И тие се индивидуални, тоа значи се прават резервоарчиња во кои што ќе се аплицира, гелот кој што го дава, стоматологот го препорачува
И исто така се води сметка самото тоа калапче интимно да навлегува на преодот на забот кон гингивата, да се оневозможи истекување на тој гел во просторот на непцето. Може да биде обилувањето и комбинирано, односно домашно, in office, со продолжување во домашно обилување, кое што трае одреден период, но е под надзор и посета, редовна посета на стоматологот. И во рамки на тоа професионално обилување е и обилувањето на авиталните заби, односно забите што спомнавме претходно од некаква траума, оштетување, кариес, ентодонско лекување и така натаму. Значи, нема да побелат подеднакво сите заби доколку имаме некој заб кој што е повреден и слично? Така е. Не. Не може да се очекува иста нијанса да постигнат сите заби? Не, ќе има разлика. Секако не може да се спореди дека еден здрав заб, интактен заб ќе обели исто како со некој заб кој што е нели претходно ендодонски лекуван или има кариес, не е саниран соодветно и така натаму. А што доколку тие дел од забите имаат пломби? Дали пломбите или пак некој пациент има коронки? Дали овие избелувања ќе ги избелат и коронките, но и пломбите кои што се поставени на забите? Не, за жал не. Значи, обелувањето и кандидати за белење се пациенти кои што пред се имаат здрави и санирани заби. Тоа значи, ако забите имаат кариес, ако имаат започнати незавршени лекувања, несоодветно излекувани заби, тогаш не може да очекуваме дека тие заби или пак премногу сензитивни заби, или пак повлекување на непцата преголемо. Не може да очекуваме дека тие заби ќе обелат исто како и природните заби. Секако, коронките, мостовите, сите други вештачки конструкции кои што постојат во устата нема да бидат подложни на ефектот на обелувањето. Така да има разлика. Исто така и поголемите пломби ќе се разликува бојата после белењето на постоечките пломби кои што ги имаме во однос на... Па треба да се заменат? Понекогаш да. Обично помалите може со некој адаптирање, полирање да се изедначи бојата. Меѓутоа треба да бидеме свесни ако се подложиме на процес на белење дека ќе постои разлика ако имаме некој мост или коронка, дека можеби забите, бојата на забите ново добиена ќе биде побела отколку постоечката коронка или мост или пак пломба. Во тој случај ќе треба да се замени таа реставрација, но тоа се прави обично после 2 недели, кога ќе се врати адхезивната моќ на дентинот после процесот на белење. 2 недели. Тоа значи конечниот ефект од избелувањето на забите ќе се постигне после 2 недели? Не, тоа е видлив веднаш, меѓутоа за ако треба да се промени некоја пломба, може да се почека тоа да биде после 2 недели. Но пациентите може да очекуваат промена на бојата на забите, односно нивно побелување неколку дена по самиот третман? Па, отприлика се гледа веднаш, значи бојата се гледа веднаш, но ете, да речеме, може би треба некои си 24-48 часа да настане една стабилизација на бојата. Но отприлика е тоа се гледа, видлив е резултатот. Колку нијанси? Кога се зборува за обелување во ординација. Да. Колку нијанси може да обелат забите при обелување на заби во ординација? При обелување на заби во ординација, зависно нели со колкава концентрација, колкаво време траење имаме на обелување и начин на обелување кој што се користи, обично од 4 до 8 нијанси може да обелат. Тоа е некоите, меѓутоа, нели, зависни од структурата на дентинот, податливоста на забот за белење се разбира, некај сите пациенти исто ефект може да се постигне од претходно што го спомнавме, условите предиспонирачки за обелување на заби треба да ги имаме како основа. И по жолтеникавите нијанси се подложни на едно поефектно, поубаво обелување, за разлика од сивкастите или пак по темно кафеавите форми на боја. Дали понекогаш постои потреба од изведување на неколку третмани во ординација за да се постигне посакуваниот ефект? Да, обично тоа се прави 1, 2 или 3 сеанси во трајање од 15 на минути.
и тоа обично доволно. Сега, кај некои поупорни пигментации, кога се тетрациклински заби во прашање и така натаму, обично тој метод се комбинира со продолжување понатака на едно домашно белење на забите и кое може да трае и подолго време за да го достигнеме ефектот. Еве конкретно кај тетрациклинските заби, тој период може да трае дури и 6 месеци. Но обелувањето во ординација е еднократно, со една посета. Може да се направи буст од прилика за некои 6 месеци како освежување на таа нијанса. За разлика од домашното белење, кое што се прави, да речеме, во континуитет 2 до 3 недели, со тие калапчиња кои што се носат во устата по неколку часа на ден или пак во текот на ноќта, и тоа може да се направи 3-4 пати во годината. А обелувањето со типот на пасти и така натаму може да речеме месец-два да се користи таа паста и да се направи пауза, да не се претерува во континуитетот на користење на ниедно од тие средства за белење. Што чувствува пациентот за време на белењето на забите? Дали може да се забележи некаква непријатност, болка, чувствителност на забите? Во текот на самото белење, во самиот процес, значи тој подразбира една подготовка. Тоа значи дека првично треба профилактички да се отстранат сите надворешни колорации, забниот камен, пигменти и така натаму и да дојдеме до... Значи, чистење забен камен со полирање на забите, да, тоа мора да претходи. Мора да претходи, да дојдеме до основната боја на забот. Се користат ретрактори со кои што се дистанцираат меките ткива, јазикот, образите, усниците. Се прави една бариерна гингивална заштита, односно се одвојува површината на забот од равното гингивално затварање, за да не дојде препаратот за белење во контакт со непцето. И во тој акт на белење пациентот може да почувствува една сензитивност, да речеме така, чувствителност на ладно, на топло, некое пецкање, како така мали движења недефинирани, дифузни на струја помеѓу забите. Тие се така непријатни ефекти кои може да се појават. Евентуално, освен тоа, ако поради малку мрдање на пациентот дојде до контакт со препаратот за обелување до дел од мекото ткиво или слузницата, па да почувствува некое чувство како на пецкање или жарење и така, но тоа се минливи ефекти и брзо се санираат во текот на самата работа. Дел од пациентите кои што прават вакви третмани потоа се жалат дека забите им стануваат почувствителни во споредба со порано. Зошто доаѓа до тоа? Значи, еден од нус ефектите е точно чувствителноста на забите. Но во кој степен и како ќе се развие таа чувствителност на забите зависи и од претходната чувствителност која што има пациентот. Затоа е многу битно пред да се одлучиме на третман на професионално белење или било какво белење на забите, да одредиме индивидуалната чувствителност на пациентот. Или може претходно да се подготви тој чувствителен пациент со користење на одредени препарати за десензибилизација, пастички за десензибилизација, мијење на забите со истите и така натаму. Но, доколку се користат поагресивни средства за обелување, доколку тоа трае подолго од што е дозволено и потребно, и доколку структурата, како што спомнав, на забот е поподатлива за чувствителност, односно емајлот е малку потенок и поистрошен, и чувствителноста после процесот на белење ќе биде попролонгирана. Но, пак ќе кажам, тоа се регулира со користење на препарати за реминерализација, кои што самиот стоматолог потоа ги спроведува, ги ординира на пациентот на база на калиум нитрат, на флуор, на хидроксилапатит, како и во континуитет пациентот потоа продолжува со реминерализација на своите заби со одредени пасти и премачкување на површините на истите. Доколку постои потреба од неколкукратни третмани во стоматолошка ординација, но исто така и третирање на забите во домашни услови, кој е ризикот да се оштети глеќта и да се развие кариес?
Така, значи, затоа велам, најпогодно и најправилно е белењето на забите во ординација и на офис. Сега, често пати луѓето подвргнуваат и кон само иницијативно обелување на забите, кое што е пожелно да биде контролирано. Зошто? Затоа што пред секој обелување прво низ кое што поминува пациентот, тоа е прегледот, анамнезата и дури некогаш е потребна и рентгенска снимка да се види состојбата на забите. Значи, стоматологот треба да утврди какво белење ќе се прави, колку тоа ќе трае и со колкава концентрација ќе се аплицира гел. Бидејќи, нели, вие не знаете дали може би некој зап е подложен на белење, дали треба да се обели на тој начин. Зависи од вашата орална хигиена, зависи од наслагите на забите кои што ги имате. Второ, тие препарати се најчесто со една силна абразивност и нивното неконтролирано користење може да го оштети емајлот. Некои од нив имаат и како калапчиња кои што се неиндивидуални адаптирани на вашите заби, па може да дојде до протекување на гелот, контакт со гингивата, оштетување на истата и така натаму. Така да најдобро е сето тоа да биде во претходна консултација и договор со стоматологот. Колку време е трајноста и ефектот од избелувањето на забите? И тоа би зависело, нели, од начинот на белење и на офис обелувањето трае најмалку година до две, отприлика. Обелувањето во домашни услови до еве некаде година. Но зависи од обелувањето, самиот акт на обелување е 50% од работата која што сме ја завршиле за да ја добиеме бојата на заби побела. Но останатите 50 е нашиот понатаму ангажман, грижата за белината на тие заби, начинот на исхрана, одржувањето, апсолутно. Затоа што ефектот може да биде вратен наназад, односно и поништен понекогаш. Каква треба да биде исхраната непосредно по направениот третман за обелување на забите? Доколку повторно се конзумира обоена храна или пак обоени пијалоци, може ли да се поништат ефектите од обелувањето? Да, до некаде и да. Значи, после обелувањето на забите, во првите 48 часа, се практикува така наречена бела диета, значи апсолутно се избегнува кафе, пушење, обоени пијалоци и убаво одржување на орална хигиена. Пушачите тешко некога би можеле да го испочитуваат. Да, се согласувам. Веројатно веднаш по третманот ќе сакаат да запалат цигара. Да, се случува. Првото прашање е кога ќе можам да запалам цигара, да. Се согласувам. Сега не завршува тука битката, нели, после тие 48 часа. Веќе во наредните месец-два исто така треба многу да се внимава на храната која што се внесува, кафето, темните чаеви, обоените сокови на база на цвекло, на лимон, портокал, боровинка, куркума и така натаму. Доматен сос кој што може да и храна, нели, не само пијалоци кои што може да го вратат колоритот на забите. Тие треба да се користат умерено, после нивна употреба веднаш да се исплакнат забите и редовно да се мијат, убаво да се четкаат и да се реминерализираат. После тој период веќе долгорочно секако треба да се внимава на внесот на храна. Ако нели може да се користи сламка за пиење, на цевче за пиење на тие обоени пијалоци, кафето да се разредува со млеко, да нема таков директен ефект на забите и покрај реминерализирањето да се користат и пастички за обелување кои што ќе рефрешираат таа боја на забите. Како стоматолозите се справуваат со очекувањата на пациентите кои што сакаат холивудско бела насмевка, а сепак имаат некакви ограничувања поради структурата на забите? Така е. Се согласувам, некогаш очекувањата на пациентите се нереални, но успешно обелување е кога ќе постигнеме барем 2 нијанси побела од основната боја на заби. Бела боја на заби не значи боја како лист хартија, нели? Сепак бојата на забите... Тоа можеме да го видиме во последно време. Може да се види, така е. Бели заби кои што изгледаат неприродно. Така е. Порцелански бели. Да, порцелански бели. Бојата на забите, значи, мора да биде усогласена со хармонијата на тенот,
на структурата на забот и на возраста. Така да бојата е градуирана според клучот на боја. Разликуваме 4 групации А, Б, С и Д, нели, од светло-жолтеникави до сивкаста една нијанса на боја кои што се поделени во А1, А2, А3, 4 и така натаму. Бела боја, природно бела боја на заби е нијанса А1, Б1 и е сосема во ред. Сега на што очекуваат обично пациентите кога ќе дојдат? Зависи кој како, но имаат и поголеми очекувања. Постои блич боја на заби, значи блич 1, 2, 3, 4 или таа холивудска боја на заби, која што да речеме B4, B3, блич 3 и 4 може да се постигне со обелување на забите, но холивудската боја блич 1 или 2 е невозможно да се постигне со природен начин на обелување во ординација или било како. И обично таквата боја се постигнува со изработка на коронки, фасетки, кои што може да ја долова таа боја. Таа не му прилега на секој, нели? И пак ќе кажам, треба да биде усогласена со целата природност на нашиот лик, на нашиот тен, на возраста, структурата и така натаму. Има ли луѓе кај кои што не се препорачува избелување на забите? Да речеме трудниците. Да. Обично се тоа релативни контраиндикации. Секако белење нема да препорачаме кај пациент кој што има расипани заби. Ке биде потребно прво тие да се санираат. Кај пациенти кои што имаат пречувствителни заби, ке треба прво да ги десензибилизираме. Кај пациенти кои што имаат повлечени непца, иритирани гингива, воспалени кои што крварат, секако е тоа нешто што првично треба да го санираме. Во таа категорија на контраиндицирани се вбројуваат и бремените жени, жените кои што се во период на лактација, не дека е токсичен самиот препарат или кариоген и така натаму, односно предизвикува карцином, туку самата чувствителност на забите, порозност на емајлот во текот на периодот на бременоста, дополнително само со белењето би ја влошило таа состојба. И непцата крвара понекогаш. И непцата, така е. Исто во таа група може да се спомнат и тинеџерите, односно пациентите под 16 до 18. Тоа ми беше моето следно прашање. Тие се многу заинтересирани за вакви третмани, бидејќи се изложени на социјалните медиуми и трендовите кои што доминираат на нив. Холивудска насмевка е нешто што мора да го имаат. Така. И сега кога ќе дојдат во ординација ќе побараат третман. Што се случува? За децата до таа возраст, до 16-18 годишна возраст, рутински белење не треба да се прави, затоа што емајлот се уште е во фаза на минерализација. Забите може да бидат почувствителни поради тоа и самата комора на пулпата, односно местото каде што е сместен нервот е поволуминозна и продорот на препаратот за белење може да доведе до една поголема сензитивност, па дури една иритираност на самиот нерв на забот. Од тие причини не се препорачува. За нив обично е доволно едно убаво одржување на орална хигиена, ординацијски чистење, полирање на забите, отстранување на меките наслаги, користење на пастички за белење на забите со ниска абразивна вредност, помала од 100, и со тоа би се постигнало задоволително обелување. Исклучок се тука, да кажеме, пациентите со нарушувања структурни на забите, односно генетски наследни проблеми со обоеноста на забите, тетрациклинските и така натаму, но тоа се прави етапно, постапно со средства со помала концентрација и така натаму. Рутински не треба да го практикуваат до таа возраст обелувањето на забите. А колку често може да се повторуваат овие третмани? Во ординација... Во годината колку пати би можеле да се направат? Па in office или во ординација обелувањето е доволно да биде еднаш годишно. Еднаш. Да. Домашното обелување може да се практикува неколку пати во годината со тие индивидуални калапчиња и препарати за кои што ги добивате од самиот стоматолог. Во трајање од да речеме
неколку седмици, по неколку часа, дали ќе биде во текот на денот или пак подолго во текот на ноќта, или пак ако се пасти за белење може да трае неколку месеци. Кога станува збор за стоматолошко белење на забите, дали тоа може да се прави со години еднаш во годината? Или има и тука ограничување? Секоја година по еден третман? Значи, ако се постигне убав ефект со обелувањето на забите и ако потоа се одржува таа боја на забите со режим на исхрана, ајде така да го кажеме. Значи, избегнување на храна и пијалоци кои што би ги колорирале забите, со одржување на орална хигиена, со редовна посета на стоматолог, тогаш може подолго време да се одржува таа белина или пак на 6 месеци да се прави како едно мало освежување, бустирање на таа боја на забите или пак да си се продолжи со домашно обелување кое што од време на време ќе апдейтира таа боја која што сме добиле. Но да, заклучиме дека е неопходна упорност и посветеност. Посветеност и нега, да. Убавата насмевка има своја, така, има своја цена, така влогот. Колкав интересот кај нас за овие третмани? Па се поголем и поголем, да. Се повеќе луѓе сакаат да имаат побела насмевка, поубава насмевка и се согласувам, тоа е сосема во ред кој не би сакал, нели? Која генерацијска структура најчесто е присутна во ординациите кога станува збор за белењето на забите? Дали се тоа помладите, повозрастните? Па обично помладите и така посредната генерација, да. Кога во некои години кога освен помладите кои што имаат некоја професионална ориентација која што изискува побели заби, но со текот на времето кога пациентките претежно ќе приметат дека настанува едно така благо жолтенило на забите, стануваат незадоволни целосно, не сакаат да ги препарираат забите, да ги изложат на коронки, фасетки и така натаму, се заинтересирани за обелување и го прават тоа, да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланто и што на еден убав начин ни појаснивте се за белењето на забите. Јас ви благодарам многу на поканата. Почитувани, ова беше уште една Телма Амбуланта, реализирана во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте и гледајте на секој работен ден, бидејќи заедно учиме за здравието. До гледање.